Благодарам, почитувам председател со комисијата. Одма на почетокот да констатирам дека иако збореме за регулаторна комисија која условно треба да биде невладина, непартиска, која треба да биде сервис на граѓаните и како таква да ужива углед помеѓу граѓанството, ние збориме за регулаторна комисија, регулаторна енергетска комисија и комисија за води, која е целосно партизирана, односно ставена во функција на владеачките партии, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ДУИ. И од тука, кога збориме за било што во однос на оваа комисија, мораме да бидеме свесни дека не збориме за независна комисија, туку збориме за партиска испостава. Пред нас е предлог финансискиот план на регулаторната комисија за 2024 година. И слободно може да се каже дека ова е антиенергетска регулаторна комисија, затоа што сите потези кои ги прави се во спротивност од интересите на државата, од интересите на граѓаните на Република Македонија. И тоа што денес можеме да го прочитаме од медиумите, односно да видиме изјава од почитуваниот министер Бектеши, дека после 6 месец никој не гарантира дека ќе остане оваа цена на струјата. Односно, готово дека имаме 100% сигурност дека после изборите цената на струјата ќе поскапи. Да не се чудат граѓаните на Република Македонија, значи зборуваме за регулаторна енергетска комисија која нема веќе, не ги држи конците во свој раце. Едноставно, од медиуми ќе видиме дека цената на струјата ја одредува Бектеши, односно ја одредува ДУИ и помалиот приврзок во владата СДСМ, и се тоа зависи од дневно-политичките односи во државата. Значи, не станува збор за комисија која си ги врши своите работи, па од тука да збориме за финансиски план на истата регулаторна комисија и тука да тражиме дали таа добро работи, дали добро ги менаџира парите кои се дадени од државата, од граѓаните, од сите корисници на електрична енергија, на водени услуги, односно парите со кои ние ја финансираме оваа регулаторна комисија, туку едноставно станува збор за пари кои се фрлени во вода и едноставно никој овие пари не ги заслужува. Особено не ги заслужува менаџментот на оваа регулаторна комисија, затоа што не си ја врши својата работа. А од друга страна, гледаме дека трендот на зголемување на буџетот на регулаторната комисија ќе продолжи и во 2024 година, па така, само за една година имаме сега зголемување на потребните средства за оваа регулаторна комисија од 127 милиони денари, односно зголемување 123%. 23 до 24 година. Ако за 2023 година сме планирале за оваа комисија 103 милиони 219 илјади денари, 2024 година во планот тие планираат да потрошат фантастични 230 милиони 223 илјади денара или, ако сакате по-прецизно, разлика од 148 милиони денара. Ова е преголемо зголемување на потребните средства за оваа комисија и ни оддалеку не се постигнува целта за која истата е формирана, односно за што истата е наменета. Уште повеќе загрижува фактот и треба да ги загрижува сите корисници на електрична енергија, на водени услуги, бидејќи треба да бидеме свесни, овие пари ги одвојуваме ние, граѓаните на Република Македонија, фирмите во Република Македонија, за оваа комисија да може да функционира, а да не испорачува ништо на возврат во државата. Реков, клучно прашање во моментот, односно во последните години, откако оваа регулаторна комисија готово да ја изгуби сувереноста, е кој ја одредува цената на струјата. Низ медиумите ќе видиме еден став на регулаторната комисија,
Ќе видиме друг став на министерот за економија и на крајот ќе заклучиме дека цената на струјата се одредува во кујните на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и НДУ. Во ред е тоа политика, меѓутоа, регулаторната комисија, согласно закон, мора да ја утврди цената на струјата. И се она што понатаму ќе следе како политика треба да се надоврзува на таа цена. Кај нас имаме изместени вредности, го зборев тоа и минатата година и ова година се повторува. Регулаторната комисија за 2024 година не ја утврди цената на струјата согласно закон. Односно, утврдена е цена со која се излегува во пракса, која ќе важи, рековме, до 6 месец, односно до изборите, и при тоа никој не знае колку владата ќе треба да финансира за да се одржи таа цена. Значи, повторно имаме една ситуација, каде што владата ќе има отворени канали, а видовме досега, тоа јасно го детерминира истражувачкото новинарство, дело од јавните обвинители, експерти, дека овие јавни канали за трошење на народни пари не представуваат ништо друго току основен сомнеж за мито и корупција. Видовме со каков квалитет се набавува јаглен, со колкави количини се набавува истиот, никој не знае во државата, а квалитетот е многу лош и резултатите ги гледаме денес. Јагленот кој беше увезуван до сега, беше со многу лош квалитет, со многу присуство на асфалтени. Тоа директно предизвикува штета на блоковите во Рек Битола и гледаме денес дека веќе не можат ни да го стават во функција блокот 1. Причината е многу јасно, неквалитетен јаглен кој го увезуваме, неквалитетен јаглен кој се ископува. И додавање на многу нафтени деривати во самиот процес за да може како така да профункционира. Меѓутоа сега гледаме дека генерално блокот 1 воопшто денес не можеше да стартува затоа што едноставно дефектите се преголеми, односно цената на ваквото недомакинско работење ќе ја плаќаме многу пати повише, многу струко. Иста е ситуацијата и со нафтата, не знам дали ќе продолжи да работи неготино, меѓутоа и таму имаше многу јасни индиции на злоупотреби и за количина, и за квалитет и така натаму. Да не зборувам за преработената нафта од отпад и таму имавме сериозни криминали. Во такви околности, регулаторната комисија, зашто го дадов како вовед, место да си брши својата работа, да одреди цена на електричната енергија, па таа цена понатаму да беше субвенционирана, ние тоа не го видовме од регулаторната комисија, односно основната базична функција на регулаторната комисија не е исполнета. Сето она што сега ќе го бориме понатаму околу финансискиот план, планиран за 2024 година е солудо. Едноставно, основната базична работа не е завршена, а гледаме, Бога ми, а и во краткото експозе на почитуваниот господин Беслимовски, дека не може да влијат на многу процеси, меѓутоа некако ми стана барометар оваа регулаторна комисија што ќе се случува во државата. Имено, во ставката 1 потрошени материјали 2023 година имаме 46.000, 2024 година 100.000 денара. Со други зборови, ова значи, почитувани граѓани на Република Македонија, дека ќе поскапи водата. Значи, регулаторната комисија има јасни индикатори дека водата ќе поскапи во државата и не можеме ништо друго да очекуваме. Прашањето е само дали тоа ќе биде пред изборите или после изборите. Тоа ќе зависи, реков, од кујните на СДСМ и ДУИ. Потрошена енергија. 23 година 650.000 денара, план за 2024 година 1 милион денара, тоа е зголемување од фантастични 350.000 денара. Многу јасен индикатор дека ако се држи цената на струјата и на енергенсите, за нафтата нели тоа е регулирано согласно закон и тука нема отстапување, меѓутоа за енергијата, дека самата регулаторна комисија си предвидела дека ќе се зголемат ставките за струја.
поголем доказ дека не очекуваат страшни финансиски шокови после изборите, ако не дај Боже обстои оваа влада на СДСМ и ДУИ, за граѓаните нема. Ова е јасен индикатор, почитувани граѓани, дека не треба да се даде довербата на оваа власт, затоа што самата регулаторна комисија, за да си нема проблеми во однос на финансискиот план, планира зголемување на цената на електричната енергија, меѓутоа тоа во моментот не се прикажува, тоа ќе следува после изборите. Уште еден доказ, ова се случи и во изборите 2020 година. Нема да скапнува струјата, тогаш повторно не убедува дека ова е согласно анализи, документи, пресметки и така натаму. После изборите, првата одлука на владата беше покачување на струјата. И дури тоа беше на некој начин направено и со сумнителни одлуки, тоа го знае добро почитуваниот господин Беслимовски, кој ќе се предмет на едно ревидирање после изборите. Значи, поскапување на струјата ќе има. Оваа комисија има зголемување и во ставките инвестиционо одржување. Има буквално зголемување во сите ставки, нормално толку голем буџет да се планира, сосема е јасно дека станува збор за мегаломанско трошење. Дури и да се одземе тоа што значи купување на простори, согласно условно рече председателот, заседени некои пари во истата зграда. Одма ќе ми текне со, вака, ајде да не бидам малце вулгарен, овде ни објаснуваше председателот дека зградата нема употребна вредност, дека нема употребни дозволи, дека не е функционална и сега во истата зграда ќе купуваат објекти. Ќе купуваат простор. Малку сулуда политика или политиканство на оваа комисија да се излезе со било какви напади врз претходната влада, без да се гледа тоа што е работа на регулаторна комисија и без да навлегува во политика, меѓутоа што да очекуваме од комисија која е политизирана и до крај ставена во функција на партиите. Имаме зголемување на сите ставки, несомнено зголемување и на трошоците за репрезентација. Овде симпатично е и отстранувањето на зборот бифе. Во претходните извештаи имавме издатоци за репрезентација и бифе, сега го нема зборот бифе, не знам што е поентата, меѓутоа имаме фантастични 1.350.000 денара за оваа намена. Ворете, ако тоа беше независна регулаторна комисија и ако си е тереа работата, меѓутоа ви зборам, ништо не е заслужено ако не се тера базичната работа. Ова регулаторна комисија мораше да излезе со реална цена на струјата, а понатаму дали ќе се намалуваше или немаше да се намалува цената, тоа е сосема друга политика, односно тоа е веќе класично субвенционирање од страна на владата, за која тие треба да си одлучат. Други материјали и расходи, тука се тие познати семинари, тимбилдинзи, зборевме дека имат потреба, меѓутоа еве имат и потреби од зголемување. Фантастични 78%, односно 1.600.000 денара ќе се зголеми и оваа ставка. Се зголемуваат и ставките за службени патувања и патни трошоци, 4.400.000 денара за 24 година, плюс 200.000 денара од претходната година. Значи, немаме ставка буквално каде што немаме зголемување на трошоците. Надоместоци за трошоци на работници. Ова е малце индикативно, со оглед на тоа што платите се прикажани во друга ставка и во оваа ставка, иако не е јасно од каде доаѓа сето ова, во планот за 2024 година имаме зголемување од 500.000 денара, односно планирани се да се потрошат 1.900.000 денара, реков зголемување 500.000 денара, без да се стави овде основната плата, таа е во друга ставка. И зголемување во однос на интелектуални услуги, повторно стигаме до плати и надоместоци. За 2024 година
93 милиони 752 денара, зголемување од 27 милиона 385 денара во однос на 23 година. И повторно, планирање на 10 нови вработувања. Барем така е напишено во извештајот, меѓутоа сега се поставува прашањето. Истото образложение го имавме 22-23 зголемени активности и одобривме средства за зголемените вработувања и активности. Меѓутоа ова година немаме зголемување на активности, веќе водата е составен дел од оваа регулаторна комисија, значи станува збор за типично партиски вработување пред избори, колку може да се помогне на партиите на СДСМ и ДУИ, како и сите институции, да се даде мал допринос за зголемување на администрацијата и оваа администрација од 22 вработени во 2018 година треба да порасне на негде 55 до 60 вработени во оваа година, ако се реализираат овие вработувања, и ова веќе станува збор за средна компанија, а не за регулаторна комисија која треба да биде функционална и во функција на граѓаните. Едноставно, овие луѓе ќе работат нешто, меѓутоа крајниот ефект ќе го каже Бектеши, ќе го каже Министерство за економија, ќе го каже ДУИ и помалиот приврзок СДС, а регулаторната комисија само ќе биде екзекутор, односно тоа ќе го соопшти, и сите претходни изјави кои ги даваме за медиумите ќе бидат само памфлет, односно баланс топло-ладно и на крајот следува политичка одлука, веќе на сите ни е јасно во оваа држава, исполитизирана комисија до крај. Да не зборам многу, едноставно платите на вработените во комисијата се заслужени. Тоа што значи раководство на оваа регулаторна комисија плати патувања, репрезентации воопшто незаслужено, затоа што реков не си ја сработија работата, и едноставно имаме хаос во секторот, хаос во се што направија, хаос во се што дадоа лиценца, во се што дадоа цена и така натаму политизација до крај, без да имаме никаков ефект во интерес на државата. Има многу што да се зборува за оваа регулаторна комисија. Доброто е, почитувани граѓани, што следуваат избори. И доброто е, ако не друго, без разлика на сите околности, колку и да звучи, нели, што нема да скапне струјата, меѓутоа треба граѓаните да бидат свесни. Ако гласаат за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ДУИ, 100% сигурно ќе скапне струјата. Ова е нотирано и во извештајот на регулаторната комисија, едноставно луѓето се пресметале поголеми цени за струја. Поголем доказ од ова нема, поголем доказ од ваквото однесување расипничко на владата нема. Затоа требат промени во оваа држава и конечно да ги ослободиме овие регулаторни комисии од партиското влијание, од влијанието на политиката и тоа што значи независни регулаторни тела да бидат на висина на задачата. Џабе е знаењето, џабе е искуството, џабе се пофалбите од странство кога некој не си ја работи работата, односно не работи во интерес на државата, односно работи во интерес на политиката. Благодарам.